Изградба на нови болници, реконструкција на клиники, реновирање на болнички оддели, здравствени домови и вложување во медицинска опрема. Владата изминатата година најмногу се посвети во јавното здравство, споредбено со претходните. Целта е значително подобрување на условите за пациенти и здравствените работници, но и за подигнување на квалитетот на здравствените услуги низ целата земја. Во период од неколку години со пари од британскиот договор се издвојуваат на 200 милиони евра, ке се вложува во инфраструктура, опрема и медицински кадар. Во првата фаза од договорот со Обединетото кралство, државата планира капитални инвестиции во здравството. Ке се прави нова клиничка болница и медицински факултет во Штип. Ке се реконструира Тетовската болница, Кичево ќе добие нова болница и здравствен дом, а ке се гради и нов медицински факултет во Скопје со студентски дом. Проектите ке се реализираат преку јавен тендер по моделот што веќе се користи за железничката инфраструктура со избор на најповолни и најквалитетни понуди. Министерството за здравство треба да побара од Министерството за финансии да направи условно кажано тендер со кој што финансиски институции и банки ќе изразат подготвеност и интерес да го финансираат тој проект и нормално најдобрите услови кои што ќе бидат понудени ние ќе ги прифатиме и одбереме. Имаме рамка, имаме средства слободни за да влеземе и во втора фаза, а тоа е онај долго ветуван голем клинички центар во Скопје. Во текот на годината беше направено детално мапирање на состојбата во здравството, при што анализите покажаа сериозен недостиг од медицинска опрема и потреба од повеќе од 300 здравствени работници. Министерот за здравство оцени дека изминатата 2025 година е поставен нов системски пристап во здравството со јасна цел – усогласување со европските стандарди и долгорочно планирање, кое треба да донесе подобри и поквалитетни здравствени услуги за граѓаните. Во новата година најави сериозни реформи. Прво да се мапира целата ситуација, да се скенира, понатаму да се креират политики, се со цел да дојдеме до тоа што вие велите, здравство посакувано од секој граѓанин. Една од, веќе знаеме дека една од можностите за да стигнеме побрзо до такво здравство е да ги фокусираме сервисите во регионални центри. Со тоа ќе придонесеме кон инвестирање во тие центри да бидат со соодветна технологија, со соодветна инфраструктура и со соодветен кадар, се со цел да имаме такво европско здравје и здравствен систем. Но и покрај рекордните вложувања, здравствениот систем се уште се соочува со сериозни проблеми, вели премиерот Мицкоски, но уверува дека реформите продолжуваат. Како влада одвојуваме за здравството повеќе од 1 милиарда евра. Нешто што досега никогаш не било ни приближно толку направено. Да речеме само во годината за време на ковидот, таа бројка била некаде околу 500-550 милиони евра. Во текот на годината се работеше и на подобрување на секојдневните услови за пациентите и вработените, од болничките оделенија до инфраструктурни решенија во клиничкиот центар во Скопје. Вечниот проблем со паркингот треба да се реши во првите месеци од 2026 година со дигитализиран систем, нови 400 паркинг места и катна гаража. Властите сериозно размислуваат новиот клинички центар да биде на местото на градската општа болница 8 септември. Според министерот за здравство, конечна одлука не е донесена, бидејќи се уште траат анализите на експертите, но локацијата и постоечкиот објект ги задоволувале потребите. Првиот пристап зошто 8 септември е бидејќи имаме веќе цврста градба која што ги задоволува сите услови кои што мора да ги задоволува една институција. Вториот момент е инфраструктурата, значи знаете дека се поврза со 2 булевара и така натаму. И третиот момент што е многу битен е слободен простор за градење на нова инфраструктура. Доколку новиот клинички центар биде на оваа локација, се планира на просторот помеѓу болницата и салата Борис Трајковски да се изградат нови објекти и истите со сегашната зграда да бидат поврзани со подземен премин под булеварот Илинденска. Во последните 15 години во јавноста се споменуваа повеќе локации за изградба на нов клинички. За местото на сегашниот комплекс во 2017 година беше потпишан и договор со италијанците, кои сега од државата бараат над 20 милиони евра оштета. Во опција беше и касарната Илинден, а претходната влада го фаворизираше проектот во Ѓорче Петров. Но ниту една идеја не се реализираше.